На тлото на Европската унија исто така има постапки поврзани со создавање на содржини и тоа кој е автор на овие содржини, дали може вештачката интелигенција да биде автор, дали може да биде пронаоѓач и слично. Ставот на Американскиот завод за патенти и на Европскиот е дека вештачката интелигенција не може да биде пронаоѓач и дека не може, понатаму низ судската пракса, дека не може да биде автор на дела, од причина што за да некој биде автор на дело треба да биде, значи тоа треба да има хумана димензија во создавањето на делото. До сега немаше проблем околу тоа, бидејќи знаеме и свесни сме дека компјутерски програми се користени за и во минатото, терминот вештачка интелигенција од 56-та година, така што значи сигурно е дека во овие низа на години се појавиле и вакви прашања, значи кој е собственик на делото, што е со компјутерските програми кои што создаваат одредени бази на податоци и така натаму. Значи стојалиштето кое што досега беше доминантно е дека компјутерот е всушност алатка за создавање на делото. Како на пример што се четката и боите за создавање на одредена слика. Или компјутерот, односно листот и чат GPT го третираме како алатка за помошник во создавање на делото, а никако не може да кажеме дека он ми го испроducирава, така? Ета така, но судот во Хамбург мора да има но, да. Значи судот во Хамбург во една одлука која што е во прв степен, значи има се уште права на жалба на таа одлука и е интересно да видиме како ќе се развива случајот. Во предмет каде што еден фотограф ја ставил својата фотографија да биде јавно достапна и да биде без надомест. Таа фотографија ја има искористено модел на вештачка интелигенција за научни цели, не за комерцијални цели. Значи тој си создавал, фактички работел на принцип на рударење и си создавал своја база на одредени фотографии. Судот одлучил дека во конкретниот случај вештачката интелигенција не направила повреда на правото на фотографот. Значи не дека таа е автор, но дека не направила повреда. Зашто? Бидејќи доколку фотографот, според законите во Германија, доколку сакал да не го дозволи ваквиот начин на користење на делото, тоа требало да даде за тоа изрична декларација. Така што интересно е да видиме... Не му текнало да даде таква, значи не помислил, сигурно не помислил. Сигурно, но кога ја ставил фотографијата достапна, значи без некаков надомест, било оправдано да се очекува дека некој може да ја земе и да ја искористи. Сега тука судот вели, па што е разликата ако некој ја земе таа фотографија и ја стави во книга, значи повторно не е за комерцијални цели, и во некоја, да речеме, магистарска која што ја пишува, и овде што ја земал моделот на вештачка интелигенција, исто е за некомерцијални цели. Значи, така се оди, на тој начин се прават паралелите.